И покрај конфликтот на интереси и функциите во мирување, Беса Адеми, Фиданка Раевска и Зоран Герасимовски не се откажуваат од позицијата во Академијата за суди и јавни обвинители и можноста да гласаат за нов директор. За претседателката на Врховниот суд Беса Адеми не е конфликт на интереси што таа е член во управниот одбор, а нејзината снаа за син е ученик на Академијата. Адеми тврдеше дека нема да биде на функцијата кога снаата ќе треба да полага испити и ќе финишира со школувањето, или пак, како што изјави Адеми, ќе го искористи законскиот и правен институт и земања. Адеми дојде на функцијата откако новиот шеф на организиран ислам Абази се повлече од управниот одбор во Академијата, бидејќи неговата сопруга треба да полага завршен испит до крајот на годината и да стане судија или обвинител. Првично, заедно со Абази за член во одборот беше избрана и Фиданка Раевска, која е член во Советот на јавни обвинители и функцијата обвинител и е во мирување. Член во управниот одбор на Академијата треба да стане некој од редот на обвинителите, па ако на овој начин се толкува законот, Раевска нема можност да ја добие новата функција. Поразличен не е ниту случајот со членот на судскиот совет Зоран Герасимовски, кој е и член во управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители, зашто самиот си даде глас. Тој дури беше назначен и за ВД директор, па се повлече со неотповиклива оставка бидејќи антикорупционерите го демантираа дека немало судирни интереси и му укажаа дека судија не може да има 3 функции. Сите 3 позиции беа оспорени од правната фела, но ниту на еден не му представуваше проблем, па тие утре ќе гласаат и за нов директор на Академијата. Изборот беше закажан за вчера, но поради задоцнетата пошта која требаше да ја донесе кандидатурата на судијата од граѓанскиот суд Андреј Димовски беше одложен. Точката е ставена на дневен ред утре, кога најверојатно во Академијата ќе биде пополната директорската позиција. Освен Димовски, кој зад себе има и меѓународно искуство, во трката за директорското столче влегуваат и Наташа Габер-Демјановска, која досега ја водеше Академијата, Емилија Шопар Јованова од Скопскиот граѓански суд и Ненад Савевски од Кривичниот суд во Скопје.